Во ургентниот центар во Куманово регистриран е намален број на пациенти со сообраќајни повреди. Доктор Стефан Трајановски, специјалист по ортопедска хирургија во општата болница, смета дека сообраќајниот травматизам е значајно намален со примената на проектот Безбеден град, заради поголема безбедност на граѓаните и во услови на високи температури. Доктор Трајановски апелира да се избегнува движење во периодот на интензивно сончево зрачење, да се пијат доволно течности, да се почитуваат сообраќајните правила и прописи и да се носи заштитна опрема. Травматизмот сообраќаен е знатно намален со примената на сепсите. Така да би апелирал до властите да продолжат со системот, да го надгледуваат, усовршуваат, затоа што навистина дава резултати во поглед на травматизмот. Ние кога сообраќајниот травматизам ќе го намалиме, намалуваме трошоци за лекување, намалуваме трошоци за боледување, намалуваме инвалидитет. Значи, вкупно трошоците се намалуваат и имаме посреќни и поздрави луѓе, нели? Така да јас очекувам во предстојниот период, кога ќе имаме погуст сообраќај заради користење на годишни одмори на нашите иселеници, кои си доваѓаат редовно и знатно во тој период се зголемува сообраќајот и се зголемуваше и сообраќајниот травматизам, се очекувам дека самиот систем на сите ќе даде резултати. Така да во тој поглед очекуваме подобрување во погледот на намален број на сообраќајни незгоди, но исто така би сакал да апелирам до нашите граѓани. Првин, да избегнуваат движење во период на интензивно сончево зрачење и високи температури. И ако треба и мора да се движат во тој период, еве почна топлите денови, да се хидрираат, односно да си носат вода и да земаат течности доволно. Затоа што намалување на течностите и дехидрацијата во системот во телото предизвикува намален фокус, концентрација, замаглен вид, вртоглавици, гадење. Значи една општа нелагодност која може да не доведе и во непријатна ситуација кога се наоѓаме во сообраќај. Затоа апелирам да се хидрираат редовно, да избегнуваат ако може движење на отворено сонце, да ги почитуваат сообраќајните знаци, да се придржуваат до препорачаната брзина. Особено што вие нагласивте, е знатно и приметливо кај нас во нашата работа носењето на заштитната опрема. Повредените во сообраќајот, кои што не носат кацига и заштитна опрема, која што е предвидена со законот, поминуваат многу полошо. Многу полошо. Значи, зборуваме за несакан исход, дури, па до инвалидитети од различен степен. Така да, нека се носат кациги, нека се носат заштитна опрема, заштитници, овие што се налетишни на тротинети, на колена, на лакти, и да внимават, како што кажав, на сообраќајните правила и на сообраќајните знаци. Исто така, ги апелирам до нашите граѓани, во пак ќе го нагласам тоа, по кој знае кој пат, особено луѓето кои што со хронични диагнози за хронични заболувања, како што е диабетот, како што се високиот крвен притисок, срцевите болесници, да избегнуваат движење при високи температури. Сето високата температура генерално го оптеретува организмот, а да не зборуваме кај овие хронични болни што предизвикува. Сите ние кога ќе излеземе на улица, па и до продавница нешто да купиме, сме учесници во сообраќајот. Апсолутно. А ние сме во на такво поднебе кое што се карактеризира со голем број на сончени денови, а особено високи температури во летниот период. Иде период кога имаме интензивен сообраќај, тоа е факт, се враќаат нашите иселеници на годишни одмори и еве апелирам јас како здравствен работник кој што директно е изложен на влијанието на зголемен број на повреди во својата секојдневна работа, да внимаваат. Тоа и за нас е добро, тоа и за нашите сограѓани ќе биде добро.
Според податоците на Министерството за внатрешни работи во однос на прекршоците по системот Безбеден град, во мај годинава на подрачјето на СВР Куманово регистрирани се 740 прекршоци. Од вкупниот број, 700 се за брзо возење, 20 за поминување на црвено светло и 20 за нерегистрирано возило. Од почетокот на 2026 година до 1 јуни годинава на подрачјето на Куманово регистрирани се 129 сообраќајни незгоди, од кои 94 се со потешки последици и тоа 3 со загинати лица и 91 повредени лица, а 35 со материјална штета. Во 122 случаи учествувале патнички моторни возила, 2 тротинети и 21 мотоцикли, информираат од Министерството за внатрешни работи.